Фудбалската топка во Кочани се тркала веќе 9 децении. Период во кој играта што ја нарекуваат најважната споредна работа на светот и кај нас стекнала голема популарност. Голем број спортисти, на кои фудбалот им прираснал за срце, поминале низ редовите на неколкуте фудбалски екипи кои носеле различни имиња. Од Единство, Витес и Хајдук, преку Индустријалец, ФЦХ и Брана, па се до Торпедо, Бирлик, Стришани и Осогово. Сите фудбалери од различни генерации имале една заедничка цел – да се докажат на зелениот терен и достојно да го презентираат својот град. Еден дел од фудбалската историја на Кочани е тема на овој осумаголник, а за неа разговараме со Славе Симеонов и Јордан Минов, поранешни фудбалери и тренери. Симеонов, 90 години помина откако првата топка во Кочани била донесена и почнал да се игра посовремен фудбал од порано. Во овие изминати години многу генерации фудбалери поминале на стадионот овде во Кочани. Вие сте еден од постарите генерации фудбалери, тренери кои што дале свој придонес за фудбалот. Како гледате од денешен аспект после толку многу години поминати? Па видите вака, 90 години од фудбал у Кочани, а ја веќе сум 83 години. Значи, прилично памтам добро од слувањето одма, фудбалот, како бил, што бил. А денешно време не гледам ништо дека фудбал у Кочани може да се обнови и да напредне. Стагнира на иста кота, нема ништо, се е тоа. А тука прашање е што стагнира, што немаме ние општина јака, што ние немаме бизнисмени кои што ќе ја презема таа улога како финансиери, за да направиме. Ние да имаме финансиери, бизнисмени или било кој, ние имаме кадар у Кочани. И стручен кадар, и талентирани кадар. Не само градо, него и по селата имам. Пошто Осогово живеал можда, ако не повеќе време, 30-50% со таленти од селата. Наша е била обавеза у тоа време да одеме по селата или тогаш имаше општинска лига со 16 екипи, каде што трпеме ние таленти, башка од нашите помладоги, пошто Осогово още од почнувањето по ослободување е имал подмладок стално. Па сега да ви кажам дека јас почнав у Осогово 48 година, после враќањето од школа од Скопје, 48 година, прв тренер беше дојде тогај Цаки или Страхил Симоновски, кој што он стварно покажа како треба да се игра фудбал, како треба да се работи фудбал и основата на таа генерација што ја бев со неа, ние оттамо научивме како треба фудбал се. Иначе ние играме фудбал, малски фудбал, да речеме, по мала или по пољани каде што било у градот, тоа време имаше простор негде, меѓу себе. Секој својот талент си го покажуваше и секој пат оскакнуваше тај кој е некој подобар или кој се подобар. А у тоа време беше малку тешки услови за работа, али беше интерес за Кочани у тоа време уште да има фудбал. Реков претходно дека подмладок постоеше. Ние во нашиот подсојуз, каде што игравме тога и уште не беше подсојуз, така беше, младинци, едино ние имаме Осогово најјаки, што тога и младинци имаме јаки. Нормално тај истиот тренер што тренираше прва екипа и нас не тренира. Така да тоа се врежа во нашите души, така да се во градот, да помладок секој пат постоеше и си постоеше. Еден од помладите генерации во ваше време е и господинот Минов, чии што тренери вие сте му биле. Да. Минов, кога сега од овој аспект денешен ќе се навратите на времето кога вие сте играле фудбал и споредба со денешниот фудбал, може ли да се направи во однос на квалитетот? Па, видите, има голема разлика. Јас сега малку и на друг аспект ќе се наведам. Јас и тука и во книгата фудбал го делам на 3 дела. Обштествено-политичката ситуација, финансирање на клубот, дали државата финансира или не. И тука има голема разлика. Има разлика и во
условите веќе кои се створија со интернет, со во за децата, тука има исто голема разлика. Оти ние, ако јас почнав да играм фудбал, на мен не ми ни требаше ја да играм во подмладок. Јас бев ракометар на 15 години, гимнастичар на 15 години, играв за браната, со секој спорт се занимавав. Ја дојдов тука во Осого, ово ми беше во подмладокот, у втора екипа. Имаше две екипи подмладок на Осого. Имаше 43-та, 44-та и јас бев 45-та. И сега одма, јас за месец дена играв за репрезентацијата на Штипски подсојуз, Брегалница, Осого, Беласица. И од тие има тука и сликата, врвни фудбалери испадна. Игра у прва лига у Вардар, Ѓоки Ѓорѓиев од Беласица, играше Ѓорлев во Олимпија, Ефремов играше у Бор и јас играв во Брегалница. Значи, на нас не ни требаше многу за да ние да дојдеме да играме во подмладок. Ние пред тоа беме припремани, сите предиспозиции, нарочито Партизан. За да ти вежбаш во Партизан, ти ги имаш сите предиспозиции за фудбал. Сега, у денешно време, тоа е страшно, децата нема каде да играт. И сега, дека во онај систем државата го финансираше спортот, а сега спортот самите деца треба да го финансират. И ние имаме тука класни разлики. Ние беме во онај систем, беме една генерација, сите играат, сите спортуваа и државата финансираше. А во овој систем треба децата сами да плаќат за тренинг по 500 динара, опрема сами да се носат, што тука има големи класни разлики, повеќе има една сиромаштија, тие деца што и треба да бидат таленти, што не можат да играт. И мислам дека тешко ќе биде за фудбалу у денешно време и тешко иде. Ние гледаме каква е ситуацијата и со Осого и со другите спортови, а па и на ниво на Република Македонија гледаме каква е ситуацијата. Јас кога бев тренер на младата репрезентација, уште од бившите простори, нашата државна репрезентација беше котирана на 43-то место. Сега сме на 103-то и 4-то место. Тоа е трагедија. Идеме се назад, па да ги земеме и овие другите спортови. Нема тешка ситуација и мора државата да смогне сили и снаги. Они прават сали, али тоа е скапо, тие сали ги дават на школите, треба да вработат школите под вајца, тука имаш ти амортизација, имаш струја, имаш вода, имаш што треба тоа, а тоа е се на терет на училиштата, а они немат пари. Нема друг простор никаков де децата може да играт. Тука се повеќе на компјутери, повеќе идат на јазици, седат дома и не е доволно тука они да дојдат 3 тренинга, и тука ти не можеш да правиш селекција на тие деца, кои побогати доваѓаат, за да децата тие не се талентирани, и овие што работат со нив. И друго, нема тука систем на такмичење. Нема јак систем на такмичење, играт само пионери. И тука играт со у близина, со Виница, со Делчево, со Каменица, и после ги нема кадети, нема младици. И за овие 10 години ние немаме младинска екипа. И сега ние дојдеме една ситуација тука кај нас да играт на 50 години, на 38-40, тоа е како некој рекреативно друштво да игра. И мора државата да се замисли многу, мора Агенцијата за млади и спорт треба да размислат што се случува со спортот. Они сте одговорни, Фудбалски сојуз на Македонија исто треба да размисли многу што треба да прави со тај систем на такмичење. Ние тука, ако немаме младици, ние со кој ќе играме? Ниту имаме пари, ниту по општинска лига игра. Преска и колегата кажа дека можеме ние играчи да црпеме од селата, ама ниту они играт. Ниту па ние можеме да и платиме на нив да доваѓат тука да играт. Исто. Рековте, порано сте играле дури и по ливади, немало кој знае какви услови, меѓутоа пак ентузијазам веројатно имало и можело да се постигне успех. Играчите тогаш не играле за пари, играле повеќе заради играта што имале и како талент. Да, тачно е тоа. Тогаш у посlovно време не се игра за пари. Повеќе од кеф се играш, така да кажам. Јас се сеќавам на старата генерација кои со нив играв.
тие да речеме Чебуко и Тошето и да не ги спомнам сите, ако треба ќе ги кажам, но ја ги знам, потоа со нив играв. Значи, они, желбата беше голема да се игра фудбал. Кога таа генерација помина, дојде нова генерација, моја подмладок што беше, јас како со мене Бубришев, Чекаро, Джамо, Коле Шиптаро, Мирко Николич, Јоцо Убеличев и тие сите други знам кои играат, тие веќе дојдоа после да играт и останати некој, само Кемала беше помлад, продолжи да игра негде околу 50-55 година, 56 и повлезе. Остана само тие, тај подмладок. Тогаш беше, јас кога веќе, сега кога дојде време, нема тренер, пошто Симоновски и Цаки се враќа еднаш, два пати, па Крушара го заменува и после тоа нема кој. Сега да не објаснувам, може да кажам само дека кога имаше напредок беше формиран како екипа, ја тамо работех и формираем, пошто имаш многу млади луѓе, па и ученици од гимназија доа кај нас, у сите спортове. И фудбал, и одбојка игра, табла, пинг-понг, шах имаме простори. Отиде например една екипа која што ја играх у Осогов се уште, ама и таа екипа е тренира. Али пошто беа талентирани доста, од тамо поникнуват и Буцо, и Хаджиев, и Диневски, и Киката, да ги кажам така накратко, и Гиле. И сега кога видео дека ние сме појаки веќе, одовен пред Осого на местото, ја играм, мене беше ми тешко, пошто јас сум соговец играч и тренирам ги овие. Сега одлука власта донесува општината по право, есенски оддел, да се состанок, ме викат и мене, од управите сите, вика ние мораме напред да го стопираме, да ги сите тие играчи земеме во Осогово, да го појачаме со играчки кадар, а тренер ќе оставиме Славе. И тога прв пат Унчо Манов тоа го предложи. Ја малку приговарах, ама има желба да бидам нешто, пото фудбал го сака. И така да одма 57 година, а тоа беше есента 56-та, 57 година, продолжувам и имам партија на курс тренерски у Скопје. Имаше добар тренерски курс организиран, 3 месеца и тоа 3 месеца, тамо со сместа и се. Од Скопје имаше што предава, не од Скопје, од Белград, Рајновиќ да предаваше фудбал. И тога веќе ја навлегов доста повеќе како треба да бидеш тренер, како треба да работеш, пошто тај професор кажуваше тачно, тога Југославија напредуваше фудбалот, како треба да се работи и како да се приаѓа према играчите. И после тај курс со мене дојде Јанче Крушаро, ама он после 9 месец дена иде си, не го интересуваше, човекот беше години и не сакаше школа. Беа го ставиле и Мичо Иванов Димитар Паје, кој што го викаме, он од факултет беше дојден и викаше на мене, мајстор, јас ќе доваѓам, ама не ме многу интересува. Така јас тоа го заврши и почна да работам прописно како треба да се работи со тие генерации од младинци кои беа родени од 39, 40, 40 па и 42. Најмлад беше Диневски 42 и твори се една јака, компактна младинска екипа. Печаток е дека практично и немало младенец од тоа време во Кочани кој што не играл во Осогово, односно фудбал не играл. Практично целата младина била опфатена со спортување. Немало, би рекол, луѓе кои што не били заинтересирани за фудбал. Па да ви кажам, јас сега, кога јас секој година после тоа, секој лето по право, со објава на плаката, упис на млади играчи. И ќе дојде тука, да не кажам повеќе, ама најмалку 30 играчи. И до 50 ќе дојде. И ја морам цела недела да ги одредам и дава адресове по бројка да ги селектирам да играт едно 3-4 пати меѓу себе и да одберам кој играч има смисол за фудбал. Секој сакаше, ама некој немаше смисол. И се од тие половините ги штеклирам. Не му речам дека тебе не те бива, ти не можеш да играш фудбал, него само ќе ми каже, ај ти момче, до година ќе дојдеш повторно. За да не биде навреден. Да не биде навреден, да ти знаеш како сиде тога, немаше друг спорт повеќе кој се. Фудбал се највише присутен беше. Фудбало и Партизан. Гимнастиката. Гимнастиката беше неприкосновена.
тамо. На некој сум викал, а ти не можеш тука, ти одговараш за тамо. Например, конкретно Насев. Доваѓа, ја и гледам конструктивно кој како изгледа. Насев беше вреден вака, още млад, здепаст, цврст. И го гледам и му викам, најпрво за кога дојде да ги селектирам, викам, слушај момче, ти викам треба да идеш друг спорт да се бавиш. Ами јас сакам фудбал. Викам, ако ти пак доваѓи тука, ама ти идеш Партизан. Ти може да бидеш добар зборач. А таму беше тогај тренер, мислам од Грдовци, Јоцо Апашо го вика. И така он ојде таму. Ама па доваѓаш тука, али со време откажа си, тоа си се. Само ти кажам дека сега Јоце спомна дека парите сега нема, ово нема. Тога например, ја додека бе тренер, ја никој пат од осова пари не сум взимал. Не сум бил плаќан. Тога дава, например, со што постојат тие купони за поголема исхрана, за ово, за оно. Тоа се добива игра. Тоа добија како бенефиции играците. И тоа така беше. Се еден случај може да кажам и ово, ако одиме на припреми у Пониква, тога беше Крушаро тренер, 51 година, 50 повраво, одиме тамо на припреми, а нема хотел. И тога беше како, знам да договараа се они со Вунчо Манов, како што, па вика имаме тамо простори од бивша Југославија, од нике направиме поправо јаслите од како што се биле коњете, храна дека примале, тоа ќе се очисте и ќе вереме папра. Сега можда некој кажувал го, јас сакам да го кажам тоа, собраме папра, тога имаше голема папра, тоа планината беше многу јака со папра. Папра и тоа подобро од душек. Кибиња од војската, добри кибиња се. За спиење одлично. Исхрана беше до нас тука преко таа храна што доваѓаше од надвор. Млеко у прах, па риба, па не знам месо, после имаше доста месо у планината, се колесе стока. Така да исхрана имаше доволно. Значи услови за тренинг идеални. Идеални природни услови. Едноставно природни услови, нема никакви, да речеме, мислам, комфори, што ти знам, слободни. Чешма имаше тамо, у тоа време па имаше и работничка младина, летно време доваѓаа тамо. Со кампове, со шатори, кампуваа по 15 дена, 20 и се одеа. Тоа беше тогај тие условите. И сакам да видам тоа тогај што се случи и после ова се враќам на екипата која што успејаме ние да направиме добра, јака екипа, младинска мислам, што ја за тоа спомнувам, Јоце спомна дека немаме сега младинци, а тога сме имале. Сега нема, ама тога сме имале. Сега нема, што нема услови, нема пари. А тога без пари беше тоа се. Така беше ентузијазам. Минов, во целиот овој период од 90 години се јавувале неколку екипи во Кочани фудбалски кои што биле носители на спортското случување во градот, меѓутоа името на Осогово некако доминира. Сепак испаѓа дека Осогово е она основата околу која што се случува се. Видите, јас сега малку погрешно ми прескат, ќе се надврзам на тоа. Јас бев пред една или 2 години председател на Осогово. Јас зборам за пари, ја кажав ги тие социјални разлика. Додека во Осогово тоа време опремата беше клуб, обезбедуваше. Тука децата си ја купуваат опремата. А фудбалерите на Осогово, на прва екипа, мора да си купе копачки, мора да има ранец свој, треба за тренинг и зимно време тренерки. Од Осогово имате само една гарнитура на настап за надпревар. И тоа се овие социјални разлики, кој дете ќе си доуши тука на школа, татко му не работи или во оно, ако е добар талент, не може да има таа опрема. Мислам околу тоа. Он погрешно ме разбра дали ние тренерите сме взимале пари или без пари. Сега за овие клубовето. Зашто е Осогово? Јас и во книгата пишувам дека во почетокот 24 година за време на српскиот режим доминантни биле предзнаци на имињата на Хајдук, Витез, Младина и Единство.
И тие 4 екипи, после со капитулацијата на Србија, со овај фашистички режим на германците и бугарите кои на овај дел биле, тука веќе меѓата и Македонија. Зашто Македонија? Има Македонија, они тај дел од Букурешкиот, тај нивни западен дел од Македонија 12%, колку е нивни е бил, и они таа територија Македонија сака, и затоа е формиран клубот Македонија од страна. И сега после ова кога доваѓа дека у федерација, како република влегуваме во тај систем на држави, во федеративен, и тука Македонија, зашто не е Македонија? Ради тоа дека Македонија ќе вика туа Македонија и во оно, и мислам 49 или 50 година веќе осуго. И сега тука не треба да стои 80-90 години фудбал у Кочани, треба осуго. После се јавуваат овие другите екипи. Прво мислам дека се појавува Напредок, па се појавува Индустријалец. Не работник претходно. Или работник, тај мислам да е. Па Напредок, Индустријалец, Фецево, Торпедо, Стришини. Тие клубови се биле едно на осово, многу се помагале, еве со играчи, да почнеме, па дури и овие општинска лига, ние игравме во Брана, имаше по тие местни заедници Бирлик, па овие беа графичари, или како ги викаат тука на станиста, или железничар, така се вика, у општинска лига. И од тие екипи стварно, и од овие другите екипи, осово веќе имаше по што да се храни, немаше проблем од страна играч, не прв пат играч од страна, мислам, во моје време, Тихо беше од Митрушев од Свети Николе, Димков после дојде од Скопје, и тука веќе Од Веница. па овие доваѓа од Виница беше Мите Иванов Митко, и после Стаменковиќ тука овие Ампотија веќе, али тоа беа ретко играчи, ние имаме доволен број на играчи, и сега трагедија беше тоа што јас бев тренер на Торпедо, за 2 години 10 играчи освои, и они Торпедо го расформират. Расформира се и Напредок, расформира се и Фецево и тоа, и веќе ние дојдеме на ситуација да бидеме во криза, немаме играчи. Сега друга е ти од општинска лига, па да ти игра у Македонска лига, тај 2 степени или 3 има што он не може директно да игра, али овие можеа да играт, и тука имавме у тај период, иако осого од 69 до 2002 година не е играло у регион. На 2 пати испаѓаме од прва у втора лига, па по 2 години пак се враќаме. Тоа во подсојуз никогаш не е. Не, никој пат. Таа дури 2004 година, од 69 година до 2004 година осого во подсојуз. Паметат гледачите, граѓаните на Кочани дека имало големи успони, не толкова и падови. Знаеме дека во еден период Осогово дури влезе и во таа трета сојузна лига. Сега види Осогово, еве ја сега малку повеќе од стручен аспект ќе ви кажам. Осогово кога беа они тука, од 45 година па до 62, Осогово има 3 пати влезено во лига. Тие дали четврта зона во, и истата година Осогово испаѓало, и 62. Истата година ќе испадне. И сега тука и јако Осогово, они имаа страшна екипа, и овие младенците што беа во Белград, и овие другите. И сега ја гледам од аспект зашто е тоа. Ја бев и професионален тренер, длго време сум се бавил со тоа, зашто Осогово е испаѓал. Ние, еве, јас сум играл 3 квалификации, а страшни екипи имаме, ние ги губеме квалификациите. И сега ја не знам, ние имаме 10 играно квалификации, само 2 имаме добиено. Имаме со Штип, таму нерешено, тука не дојдеа, и ја бев војска 72 година, Осогово испаѓа покрај Бареш, викаваме од војска со Напредок Кичево. Тука ги губиме таму 2, тука 3, и сега поново време 2 квалификации ги губија у Струмица и у Кавадарци. Значи од 10, и сега анализирам зашто е тоа така. У почетоку имаше у тај новиот систем, у новата држава од 45, еден голем ентузијазам, управа, играчи, тренери тука, али потпун аматеризам. Аматеризам.
Нас тренерите тука управата не ценеа и они. Ако дојде тренер од страна, малку и управата си имаше поголем ангажман, оти беа и повеќе платени, треба и они може и нивото на тренизи, и нивото меѓу управата да го и мислам дека тие тренери тоа време одиграа голема улога. Божич, после Пурич, па тие Диксон, Петковски таму и у тоа време и ние веќе како играчи, кои беме и после како тренери, веќе сванавме од нив и веќе на нас не ни требаше, ние немаме проблем после со наши играчи од 85 до 91 година, најголеми успех ние го направиме. Наши тренери и наши играчи. Сите беме откочени, два пати кога влеземе у трета лига. Симеонов, еден од успесите тогашни на младинскиот погон на Осогово, односно на фудбалот од Кочани воопшто е оно учество на тој младински турнир во Белград, каде што со самото тоа што Осогово учествува на тој турнир е постигнат доволен успех. Меѓутоа имало и интересни резултати. Можеме ли нешто за тоа да кажеме како беше тоа? Можеме, тоа е голем домет на Осогово у тај младинска конкуренција. Ја претходно спомнав дека таа младинска екипа се створи и од играчите од Напредок и од Осогово. Кој јас станав тренер и завршив тај тренерски курс и тоа добив прилика како треба да се работи со тие деца. Пристапот тога беше малку тежок, потежок да се работи, не како денеска. Сега има телевизија гледа се, тога немаше телевизија да гледа како се играт фудбал, што е. Ма ти мора да му демонстрираш као тренер сите фудбалски елементи. Дали со нога, дали со глава, дали да штоп, дали да голман да му кажеш како треба да брани, мора да му покажеш. А ја има, пошто ентузијаст да бидам тренер, како и он после што наступи натаму, да направиш нешто за градо. Оти Кочани, рековме дека многу интерес за фудбал беше. И таа екипа, например, е толку јака, толку цврста, што неверојатно беа јаки. Е сега кога Унчо Манов успеја да го донесе правенството на Македонија туку у Кочани. Со учество на Осогово, Вардар, Работнички, Пелиштер, праваци на подсојузите. И сега кога јас само ќе кажам два збора како се ние припремаме. Работеше се и са Бали и Поручоки. Што работиме ние са Бали? Не толку јако, например, али да си стан да е присутен со топката, да е тука на теренот. И јас се успеав и да ги убедувам дека не е тоа Вардар кој знае колку голем. Вардар е голема река. Брегалница е помала, Кочанска е помала. Ама ние помалите можеме да знаеме повеќе да се бореме. И затоа морате да покажете дека сте вие талентирани, дека знаете фудбал да играте. Стадионот тука беше пун. Например, Работнички, кога дојдоа екипата понадоко, беше тренер истиот, тај што со мен беше на курс. Вардар исто, не се сеќавам дали беше Петровски, тај Ценерхал што играше, исто на курс. Од Битола исто така на курсове ме заедно сите. И сега колеги тука са ни доме, што правиме, викам, ние сакаме да покажеме колку знаеме фудбал да играме, па кој ќе победе, нека победе. И ние така успеаме, игра тога и бракета Мојсови Вардар. Може да замислиш тие колку. Јака екипа била. Па јака екипа. И ние успеаме да ги победиме 2-1. Тоа беше неверојатно голема радост у градот. Па после играме со 0-0 со Работнички. Со Работнички играме 2-2. Не. 0-0, а Пелистер те паме 5-1. Пелистерскиот тренер Пелистер вика беше дисквалификуван, зашто тоа? Не, тоа не знам ја како вие там пишете книга дисквалификуван. Не беа дисквалификуван, они сами се ојдоа. Ти само трите екипи ги имаше. Они си сами ојдоа. А одиграа утакмици напуштија, не знам зашто. Не ги одиграа си. Тоа беше можност да се отиде во Белград потоа, така ли? И ние прваци станаме на Македонија, прваци. И тога што ќе ни дадат награда, немаше пехари, него дадоа ни дресови само. Комплет дресови, со штуцни доле, без копачки ни дадоа. Се вика, Јоце копачки сами, купуваше управата, па купија копачки некои нови. И со тие дресови доме за Белград. А сега да ви објаснам за Белград како беше. Јас зашо сам многу против федерацијата и против скопските екипи, многу не понижаваа нас. Беше договорено да они ни обезбедат
резервација на ВОЗ. Од управата дојде го Анчо Куршаров како воđа пута, лекар немаме, дојде Перо Стотката со една торбица. Јас сакам да идам за Белград. Научувам, вика, ќе си платам, вика, превоз. Ево, ќе земам торбица, тие војнички торбици Црвен крст. Вика, Унчо се не смеја, вика, нема проблем, ајде. И така он као лекар беше тама представен. Одеме у Скопје и спаднаме, договора беше со Анче да најдем ја ресторан да ручаме. Тама оти бе у Скопје, знам дека тај најефтин ловец еден имаше ресторан. Ојдоме тама, он доваѓа, он беше таков нервозен и пцува. Викам, шо биде, шо се нервира, шо пцува? Абе, никаква резервација, вика, ништо нема. Викам, добро, карти извадили? Извади карти. Ке стоем. И до Белград, замисли си ти, тама после Ниш некој се ослободат места, па да седнат, па да наат. И сега идеме на Белград. Јас знам, таму дека беше стадионот Звезда на Звезда, ја там бе војска близо, пук за веза, и го знаех сето местото. Стигнаме у 8 сата со Баале, оти ноќе патуваме, одморија малку со одморија, преспа, некој време, па идоме ручаме. Ние таа утакмица одиграме што одиграме, јас пред надпрво кажа, викам, слушате сега, ние знаеме дека против Партизан не можеме да се бореме, а треба да покажете како знаете фудбал да играт. Што можете да се држите повеќе. Али уморот си дојде. Прво полувреме 4-0. После паднаа веќе, јас смени еден играч, два, ама нема. Изгубиме катастрофално 13-0. Сега, тука моменти, Ивчо играше десно крило и он едно време гледам го стојаше там, стои и гледа горе дека стават менат бројките. Семафорот. На семафорот. И јас му свикал тука, шо гледаш? И он текна му дека треба да играм, да биде присутен тука. Заврши утакмицата. За разочарани, знаеш колку. Ја одам кај ни таму купател, Звезда купател има. И вика, разочарани, вика домакино, вика, немојте, вика, дечки, да се секирате. Ова екипа, вика, она првиот тим го победува, па вас да не ме побед. Ајде, вика, сега Чика ќе ви даде по една кригла сок, има големи кригли, да дои по една кригла и спија, жедни, знаеш, умор, ајде тражат трепете. Он донесе и повторно. Со Динамо беше интересно, следниот сега ќе ви кажам, ама ова сега кој заврши, ова излеваме да си одеме. Ама сите па кјутат. Попарени. Викам, шо е сега? Не е никој умрел, сите сме живи. Ајде, викам, тоа забравете таа утакмица. Јас ќе ви кажам, ја го Динамо гледа прво полувреме со ово, како играт, ништо не се подобри од нас. Ние сме многу подобри. Мора да му даеш малку желба, а и стварно сме подобри. Према гледањето на квалитет. Ке се одмореме утре, имаме слободен, одморија се, вежбаме, сабале, поручок. Утре дено составот, малку промени го составот, повредија се некои играчи, промениме составот и викам сега нема ништо да мислиме, само на гол. Само гол да дадем. И ко почнаа да играт, тоа неверојатно растеретени игра, перфектна. Доли имаше многу навијачи студенти кои навиваа за Осаго и почнаме да даваме еден гол, друг гол, трети гол. Дојдоа новинари, тражат тренер. Кој е тренер? Одат кај Куршаров, тој постар човек. Вика, не сам тај, вика, дечко таму треба. Тога има 27 години пуни, млад ти бех. Вика, вие се тренер, вика, јас сум тренер. Викам, шо тоа чудно. Млад тренер. И они се смеат. Па ме прашат, вика, од каде е тоа Осаго? Викам, од Македонија, од каде? Ма вика, ние знаеме од Македонија, ама од кое место? Па вика, има едно место од Скопје 120 км далеко, вика се Кочани. И викам, познато место е, викам. Да знаете дека познато место, доста познато. И што е познато? Имам, викам, свој производ. Ја тука и дојде ми што да кажеш, оти си задоволен веќе со резултат. Па викам, има производство на по наше се викам орис, македонски, а по српско-хрватски перинач. Која цел држава го јаде перинач. И тоа беше интересантно утре вестниците. Тај мој зборшова кажа, утре вестниците и у спорт, и у вечерни новости, вика велико изненаđenje.
Дечаци са Перинчанок полја. Динамо Загреб, Осово Кочани 1-3. Значи тоа ми беше, кога прочитава вестник, ја дори и сълзи ми појдоа од очите. Задоволство една голема. Па колку се радуваа после овие нашите, ние па знаеме кога ќе се покажеме, кога влегуваат децата, да кажем и тоа, во свлачоницата, јас со ние одам да видам да не стане некој гужва. И знаат да прават за фраканци. Хаджиев, Ивчо, кој беше друг овај Гленико, почнаа да ги закачат загребчани. И они се лутат, ки се степа. Викам, јас викам, знаеш, и они прекинаа. Па кој да окупатилото горе, и таму мора да бидам присутен, Галенико овај Методи, малку беше поратоборен, еден продумал му нешто против Македонија, одел финално за гушата. Мора да реагирам одма да тоа се. Значи тоа беше задоволство. Сега шо завршиме ние надпреварите, тама не ни дава никаква награда, ништо не ни дава. Во Скопје ништо не ни дава награда. Ама резултатот остана? Резултатот се остана. Тоа е најбитно. Тоа е најважно. И беше многу битно што ние фанаме овај сликари, Анче фана сликаре ден, од сека утакмица да има слики. фотографија, да. Фотографии. Тоа е овековечено веќе и го има. И тие фотографии, после кога дојдоме тука, напред ги човеком, ја направи една табла, ја прави, метар и нешто беше висока, од 3 реда. Прва утакмица Партизан Осаго, втора утакмица Динамо Осаго, трета утакмица Осаго Будушност. Со Будушност решено играме и има со сите слики. Тоа е доказ дека имало голем успех. Многу јака утакмица исто беше со Динамо, беше јака, исто јака со Будушност утакмица. Многу јака. Имаме ние тога и 200 тиви, еден директ, нема да ме гол. Он една само. Така. Еден град има. Сакам да се вратаме малку минов на поново време од ова за кое што досега зборувавме со Симеонов. Во Кочани се случија и неколку надпревари на кои што играше на градскиот стадион репрезентацијата на Македонија, младинската репрезентација, во која што и вие бевте на некој начин директен учесник во оној тренерскиот состав, односно селекторскиот. Како се случи да дојде една репрезентација на Македонија да игра на меѓународен надпревар со Данска, со Кипар? По распаѓањето на Федерацијата, Македонија стана самостојна држава. Ние бевме стопирани од страна на Грција да играме овие асоциации, сите овие фудбалски и да не играме, дури 94-та година ни дозволија да играме. И тука јас сум баш горд у репрезентацијата, репрезентацијата беше тренер сега што беше тука Костов. не на репрезентацијата Дончевски, првиот селектор. Плачков му беше заменик и голман на тренерите беше овај Мутибарич. Од Скопје на селекцијата до 21 година беше Никушев, ја бев тренер и Мацков. Едини бев јас само од провинцијата номиниран да бидам тренер. А тоа е затоа што јас у тоа време бев и у САСА тренер, САСА котираше горе и јас ја внесов САСА, бев у Осаго, САСА тука и со Осаго бев тренер, кога на 2 пати влеговме во трета лига. 87-88 и 90-91 година и веќе мислам дека беше Часлав Дојчинов, овај Часлав Божиновски беше координатор на таа и он ги составуваше там и едино од провинција од ја бев таму. И сега што се случи? Ние бевме таму исто како преска колегата Славе, што збори дека Зинго беше таму председател и ние сами се снајдуваме дека ќе игра репрезентацијата, дека ќе се припрема. И тука ние имаме изворедни услови, тука беше направено овај подтрибинскиот простор и новата трибина исто беше направена таму. И кога ние предложиме тука дека ќе се игра, и они прифане обе со двете раци да се игра тука. И тука ние пред надпревар со Данска, тоа е прв надпревар,
на ниво на Југославија кој се одигра во Кочани. После игравме ние со Данска во Скопје, али првиот званичен надпревар е тука одигран. И со Арсо се договоривме тука да се игра тука. Побајаги прво и за афирмација на градот, друго влезниците дека ќе бидат наши, али ние тука многу пари потрошивме, едно 5 дена се припремавме тука, али тоа не е битно, ние имавме услови за тоа и тука битно е што тука ние победавме Данска со 5-3. А Данска со распаѓањето на Југославија, Југославија беше прва и играше за европско првенство, а Данска на место Југославија и прва стана во Европа. Фудбал во Данска беше на многу висок подем. И сега ти да тепаш Данска тука 5-3, тоа сензација беше. Тоа големо изненадување и после ни понудија уште еднаш игравме тука после 2 месеца со Кипар, тука во ноември, 1-0 исто Кипар го победивме и мислам дека Федерацијата и сите беа многу задоволни што се тука надпревар одигра во Кочани. Од тогаш наваму веќе како да има стагнација. Па има, после 98 година играа тука со Турција, али не беше таа репрезентација 4-0, мислам дека таа репрезентација изгуби тука. Али таа репрезентација ние што бевме. Белгија тепвме во Кавадарци 3-0. Ерменија тепвме во Штип 3-1. Турска ја тепавме во Прилеп 1-0, Бугарија во Радови 6-2, таму Бугарија и тоа беше една страшна репрезентација. И тие беа стандарди, тука еден Шакири кој играше овај Седловски, па играше овај Гоце Христов, центрафор кој играше у Партизан, и тие станаа сите стандардни играчи за прва репрезентација и они мислам со овај Хаджиевски, околу репрезентацијата на Македонија на 43-то место беше позицирана. А сега се на 100. Всушност целата таа екипа од тој младински побед ја подигна репрезентацијата на репрезентацијата. Страшна, ама тие беа од бившите простори, уште тоа во почетокот кога се расформира Југославија, Вардар и овие сите екипи кои играа во втора лига, веќе имаше еден континуитет на тие деца, еден тренажен процес, јаки надпревари у таа лига и после се изгуби. Симеонов, следите ли што се случува во фудбалот во Македонија, бидејќи во Кочани би рекол дека многу нема што да се види. Како сега стојат работите? Се интересирате ли? Како не се интересувам? Јас се изјавам редовно спорт, понеделник, четврток или среда, петок, каде се има податци. Па видите сега, Македонија спорто има тие градове каде што имат добри бизнисмени кои имат широк џеп. И имат екипи. Вардар стагнираше се и Вардар има спонзор од надвор, од Русија спонзор. Овај едно Турново, кое за нас беше подсиузо, али има там човек кој сака фудбал. Имат фудбал. И замислите се, од Штип навамо, сите овие градове, и Кочани, па и Виница, па и Делчо имале се во Републичка лига екипи. Сега нема. Едина само Брегалница. Меѓутоа и таа многу И таа стагнира, сега го вратија назад овај Костов, кој Костов се докажа као тренер, прв пат он е Осово тренер. И стварно човекот кој ние 20-та што се интересуваме, он сака фудбал и дори надвор да работи. Играч кој бил у Вардар и у Бугарија играл. Значи, тоа искуството и тоа го тера еден спортист, еден фудбалер да продолжи дале ако има услови. Нема квалитет. Ја гледам на телевизија, кога дават од нашата прва лига, гледам, тоа е многу слаб фудбал за мене. Дори и Републичка лига порано ние и Осо го имала појака, поагресивна екипа, поагресивни фудбалери. Те се споро се играат, нека мртво, нема оно некоја живост, нема. А сите наши таленти фудбалери, ево видите, пошто пратам ја и оце можда повеќе прат, се одат напред, надвор, кои се поквалитетни. Имаме успешни играчи, можда не се сите у прва лига, али од втора
од тие европските држави и управа лига. Преска ја се спомна тренери, не се тренери, у Осогово тренери, биле многу од надвор тренери. Никој тренер не е постигнал голем успех. Едино почнувајќи од мене со младинската екипа и после и влегување од таа екипа, јас направи екипа, 61 62 играме Македонска лига, играме прву такмицу Битола, 1-1 Битола, а од тамо навамо после, значи, нема тренер од надвор што нешто направил. Од мене, што сам ја нешто направил и после он, како тренер, успеја да одведе Осово у трета лига. Тоа е голем успех. Минов, при крај на овој разговор, овој обид да се направи еден краток историјат на фудбал во Кочани е и она книга 90 години фудбал во Кочани, во која што вие дадовте свој личен придонес како сеќавање, како фотографии и ангажирање на дел од поранешните фудбалери да помогнат во пишувањето. Која беше идејата да се направи една таква пишана документација? Па сега да ви кажам која беше идејата. За да се направи една монографија, треба да се, било дали за фудбал или за нешто, треба да има и стручни луѓе и треба да има еден голем тим. Монографија не се прави сам, или да прават само новинари монографија. Ја имам една голема забелешка и за тоа зашто. Сега Аџипунов е прав, свака час сам. Он е љубител на фудбалот. Ниту е спортски работник, ниту е како љубител. И тоа е големо признание кај нас во Кочани 30-40 години сите ќе правиме монографија никој и свака му час направил. Он со никој, може би овај истражувачки оддел у таа прва фаза од 24 до 45 година, тука нема пишани материјали и морал е да соработува, да истражува со преживеани, со фотографии, со тоа. Тај најтешкиот дел му бил, другиот дел му е кај него монографијата од новинските извештаи, состави, табели, тај дел. И сам не се е консултирал со никој. Едино, мислам, од мене потржи помош, јас му дадев за тренерите и за председателите, ти кој ја ти дадев на тебе, ние нема никаков архив тука, а па нито он може од новини да кој е бил председател, кој е бил тренер. Там се пише состав на екипа, кој дале голови, жолто и тие. И сега се случува, гледам монографијата кај него, на првата страница, мене ме нема никаде. Нема ги ниту фудбалерите у трета лига, нема ги фудбалерите овамо што се испадна, младинците тие, нема ги фудбалери кои се били репрезентативци. Сега, дали погрешки или не, ја не. Али кога гледам монографијата на Кочани, кој еден мал дел тука има, за покрај економија, индустрија, земјоделие, стар град, за најчисто тука и фудбал, и спортот, фактички. Гледам таму, нема мене, нема ги тие. И одам кај, а тоа се издава за 40 години. И одам кај председател, викам, имате ли монографија? Имам. Мене ми беа кажали. Ај, викам, видите тука. Гледам една слика од 66 година Осогово кој игра во регион. Ја тоа време бев во Брегалница, а Осогово играш тука во регион, а Осогово игра втора, а и трета лига, нема ги тие. Сега ти кога правиш монографија, треба да ставиш оно што највеќе е постигнал успех. И викам, градоначалниче, викам, не се прави во овака. Добро, ајде, викам, уклучи се и ти. И јас се уклучувам таму, вашата сопруга. Викам, ајде да се состанеме, да видиме, имаше одбор некој. Викам, не доваѓат тие, викам, новинари. Чекаме, викам, јас сакам да има одбор. Ја имам 5 монографии. Ја и дури и кај неа ги донесе. Имам од Струмица, имам од Брегалница, имам од Рудар, имам од Виница и имам светска монографија на во. И ги гледам сите монографии тука, се стручњаци, дури јас ќе ви дам те тука за Арсов, за 100 годишна, тука се од факултетот за физичка Циев, Тиранич, тие што се предавале. И тие сега, тука има на столетието во, има ова, имам и мене тука, ја играв во Брегалница, никој не може да направи монографија ако нема стручни лица.
И сега јас се најдох во една тешка ситуација, само јас и Любинка останавме. Овие другите никој. Нешто Киро даде еден материјал до 45-та нешто истражувал со едни нови фотографии. Тука од 45-та до 2004-та јас заедно со Любинка листаме ово што да направиме. Сега за да земеме да препишеме ова и само да додадеме тие, тоа срамота ќе биде. Разгледувајќи ги овие сите монографии, викам ајде сега да унесеме нешто ново. Да не биде исто. Што е тоа ново? Гледаме тука, гледаме ово. Ајде викам да направиме една целина. Фудбалот го прават не само играчите, председателите или ово, у фудбалот од терено до економите кои ги правеа тие копачки ово, до лекари, до тоа се да убациме. Па дури и новинарите, а стадионите кога се правени, семените не беа таму исто уклучени, системот на такмичење. Например, нигде, ниту ја и овие другите книги негде не забележа, оти ние играме у федерација. Ти у федерација имаш република систем на такмичење, имаш па на ниво прва и втора лига сојузна, имаш репрезентација таму. Се овие млади генерации не знаат тоа. Израснали тука, ние дека сме играли. После таа трета лига која се формира, ние играеме со Србија и Косово, тоа се веќе две држави нови. И Црна Гора. Црна не, втора лига, трета лига ние што играме. И сега мора да знаат, мора да и појасниш, и тука мислам од сите овие монографии најдеме да направиме една целина. Стадионите кога се изградени, кога е направен дренажа, тоа се е ставено тука. У таа книга, може би сега некои се испуштени миѓа или било. Тоа се случува, или технички грешки може да има. Имаше една голема навала, сакат сите да бидат таму, па еве јас сега јавно ќе кажам, лутат се некои сега. Јас и тога и на Любинка и викав, немој да форсираме некој играч да биде таму. А после да имат они тука се сите ставени, кој има и пишува, кој кога е постигнал успех, дека е играл, тоа сите играчи има играл. И тука има, промакнаа се некои сега за Абазов реагират, многу дека повеќе голмани од него се дали, а он тука се промовирал, има за него таму бранило вамо-намо, и тоа е точно. Ние го имаме еден Алчинов, тој бранеше за младата репрезентација на Македонија. Он играше у странство и тука, и дето е до ден денеска, па ништо не пишува. Еден Балдазаров, овај Димитровски таму тие. И не сакав никој да биде привилегован, да има тука кој дека е играл, па после утре други да ценат, и ако сакат еве да прават екипа на 100 години или да бират таму, ќе имат материјал за да може тоа да го видат. Ништо не е совршено, веројатно има грешки, има. Сепак впечаток е дека е направен еден прв почетен чекор кој што следните истражувачи ќе можат да тоа. Јасно. И они ќе го имат тоа на дланка. Така. Јас, имајќи предвид дека времето ни е ограничено, би сакал да ви се заблагодарам. Веројатно ова не е се кое што може да се зборува за фудбалот во Кочани, во Согово и времето кое што некогаш значило спортување во градот. Да ви посакам добро здравје и да можеме да разговараме повторно за вакви убави теми во некое следно. Дај Боже, ја мислам дека вие ќе имате успех да чекате. Сега моите години се високи. Ако ме слушаш, да чекам и 100 години. Зошто да не? Дали ќе видам на нога или како, да чекам. Тоа е за мене, да ви кажам едноставно, мене фудбалот ме држал доста. Спортот е многу релаксирате. Некој пат имаш успех, некој пат немаш, али треба тоа сега да го прифатиш. Ако не го прифаќаш, ти пропаѓаш како тренер. Јас сум преска спомна, најголеми успех се постигнале наши тренери. Благодарам уште еднаш за разговорот. Молим, фала и на тебе.